Почитувани, на македонската јавност е јасно како ден дека коалиционите партнери ВМРО, ДПМН и ДУИ се единствените провокатори, креатори и менаџери на меѓуетничките тензии за нивни дневно политички потреби. Во обид да ја прикрие својата одговорност, власта преку своите медиуми со дрски лаги и измислици сака да ја префрли вината на некој друг. Воедно со грубите лаги, владините медиуми свесно создаваат психоза за идни тензии и насилства. Господине Груевски, приберете си ги вашите мегафони. Соочете се со вашата одговорност и престанете да креирате поделби со извртување на реалност. Впрочем, кој е организатор на овие насилства и предизвикувач на тензии говорат фотографиите и снимките, кои сите ги видоа, а со кои воедно располага и Министерството за внатрешни работи. Во прилог на побрза истрага на сите присутни ви ги доставуваме материјалите со кои располагаме. Наместо да ја подгревате тензијата, разрешете го заменик министерот Бучи, кој во националистички наплив си дозволи да руши, да вади лисици од уапсени лица, да ја понижува македонската полиција, да ги гази чувствата на македонските граѓани и да ја злоупотребува институцијата што ја представува. Да имавте барем малку чувство за државност, веќе ќе беа разрешени и Јанкуловска и Паско Кузма. Наместо тоа, ВМРО ДПМН сопственото шерифовско однесување го надгради и прошири со шерифовско однесување на својот коалиционен партнер и пропаганда на своите медиуми. Со ваквиот неодговорен однос, коалиционите партнери дозволија сериозно да се загрозат меѓуетничките односи кои се столб за стабилноста на Македонија. На крајот ги повикуваме граѓаните на разумност, на воздржаност, да не дозволат нивниот реален соживот да биде миниран заради нечии партиски или дневно политички интереси. Ви благодарам. Има ли прашања? Ке се воздржам од овој коментар, Јуле, заради тоа што тоа не е официјален предлог од председателот на Собранието. Кога ќе произлезе од нив како официјален предлог, тогаш ќе го искоментираме. Дали сега само има коментар или реакција на синочешните по наше време, односно вако што изврши премиерот со подпредседателот Бајден и со државни секретар Клинтон во Вашингтон и пораката што пристигна од таму, ама од кабинетите на американските социјални медии? Го разбирам вашето прашање. Ако се споредат изјавите што ги слушнавме од премиерот Груевски, како и соопштенијата што ги добивме од Белата куќа и од Стејт департментот, испаѓа дека Груевски се сретнал со некои други луѓе, а не со Клинтон и со Бајден. Зошто го зборувам ова? Премиерот нагласи дека тој ги раскажал наводните реформи во образованието, јавната администрација, судството и така натаму, и дека му била пратена порака дека спорот за името треба да се решава билатерално. Тие биле главните теми, другите теми биле небитни. Од тука може да го запрашаме господинот Груевски дали за него е неважна тема фактот што и двете соопштенија почнуваат со истакнување на загриженост за правната држава, независноста на медиумите и меѓуетничките односи. Господине Груевски, да беа судството, медиумите и меѓуетничките односи такви какви што вие ги представувате, ниту се соопштенијата ќе изразуваа загриженост, ниту пак вие ќе бевте во Америка. Господине Груевски, средбите со високите американски представници не служат за ефтини манипулации и спинови својствени за вашето владење. За тоа на кое ниво ја доведовте нашата држава и каков углед на земјата и направивте, говори и фактот што изјавата ја дадовте од улица, не во институциите, не во присуство на вашите соговорници, туку од улица им се обративте на граѓаните. Давањето изјава на ваков начин при посета на странска држава во дипломатијата најголемо понижување за државен представник, а не пак за премиер. Очекувате ли забрзано овој контекст, очекувате ли забрзано решавање или забрзување на процесот за името после овие средби на Груевски во Вашингтон? Очекуваме дека ќе продолжи со истото темпо и вообичаените изјави дека владата е фокусирана на проблемот и дека ќе го решава проблемот и дека ништо ново и спектакуларно нема да се случи. Тоа дека етничките заедници е да пушта комисија за пописот, сметате ли дека треба да се пролонгира пописот или да се оди во закритите
Ние од секогаш, од самиот почеток зборуваме дека пописот не смее да се политизира. Тоа не смее да биде тема која ќе ја политизираме ниту една политичка партија. Меѓутоа, повторно и последниве случувања со пописната комисија укажуваат на фактот дека за технички работи оваа влада нема капацитет, нема знаење или свесно не сака да ги реши и дозволува од минорни работи да се направат сериозни проблеми кои влијаат на меѓуетничките, на затегањето на меѓуетничките односи. Повторно упатуваме апел до сите граѓани да бидат разумни, да го сочуваат достоинството на државата и да не дозволат некој да ги разруши нашите веќе одамна добро воспоставени меѓуетнички односи кои во последно време повторно се расклимуваат кога е ВМРО ДПМН на власт. Значи, повикуваме на разум и на воздржување од секакви инциденти. Ви благодарам.